Значи како се залетав со овие видеата, го люфнав еден од најбитните празници, не го спомнам. Прочка бе бат. Проштевајте. Аман проштевајте. Проштевајте ако сум сгрешил. Проштевајте што си ја кажувам вистината без око ми трепни. Ако боли вистината и за тоа проштевајте. Тато душа не боли заради тој што ја кажува, туку малце посубјективно, ама нема врска. Битно проштевајте ви. Дури и со видеата се заборава многу пати, за тоа проштевајте. Ама многу некако радости ни се собират денојве. Малце се заборава човек. Се ке речи што радост. Радости брат. Се роди Адам, нови години, празници, родендени. Другото не знам дали смеам да го кажам. Ама Адам поќе не е единствениот внук апостоловци. Што значи имаме нови роденија, веселби чуда, ти реков ми рече. Радости бе бат. И дај Боже кај сите да има вакви радости. И вакви и уште поубави. А сега проштевајте, ќе морам и шпица да пуштам, пошто без шпица не ми ја примат емисијата. Така што нека помини шпицата па да си простим уште малку. Ајде бате, проштевај. Прочка бара помалиот по стариот. Помалиот вели прости ми или проштевај овде кај нас, а по стариот треба му речи простено нека ти е и од мене и од Бога. Некои од постарите порано велеа просто нека ти. Сам не со лоша намера, така мисле дека треба. Битно тоа е адетот, помалиот бара од постариот прошка и овој му простува и после тоа нормално обратно. Пошто не значи дека само помалиот може да сгреши. Многу пати и постарите грешат. Твори што зборам јас овде кај нас никој не греши. Јас не знам како ваков празник преживеал досега во најбезгрешната нација на светот. Од една страна сите верници, тоест грешници, од друга страна безгрешниците се знајни тука. Евре чудо некој. И затоа многу често по Инстаграм и по сториња, по Фейсбук и ТикТоци и така натаму, можеш да видиш слики и надписи со муавето. Господ простува, но јас не. Простувам, ама не заборава. Прости ми. Виктор Апостоловски на сите платформи. Тие се тие, да не речам мафијашки подвизи, насилните луѓе, до толку се силни што немат сила да му го речат ова на тој што сакат да му го речат, туку ќе земи стори ќе клај и ќе напиши некоја квота излитена, мислена од некој некаде исто така силен лик како нив. И после цел ден ќе вртат, ќе гледат на сторињата дали тој што треба да ја има видено, ја има виден. Или ги клават само тие личности во close friends. Тоа е исто така финта на новите генерации. Ќе те клај само тебе во close friends и ќе клај сторито само во close friends. Засакал некел ти да го видиш, да немаш избор, да не мора тие да вртат да барат дали го имаш видено одма, само ти да видиш, да нема друг. И порано на пример луѓето го бараа прочка или кој ќе прави овој празник, стварно го мислеа нешто. Нешто одиш кај братот, кај сестрата, кај родителите, кај некој одиш, бараш прочка, се собирате, уживате. Малце може ќе падне некоја кавга, јас не викам не, ама на крајот на денот ги средвате муабети. Денешно време, брат, како и за се останато, така и ова некако многу површно ми е. Луѓето не барат прочка, оти го мислат нешто. Како што рековме, сите мислат дека се безгрешника, другите му се криви. На сите му се криви другите, никако ние самите си бидиме криви. И тој ќе ти го речи муабето, проштева, ама дали ќе го мисли, тоа е друга работа. А поентата е да го мислиш нешто, значи поентата е особено као овие религиозните работи, да ги живееш работите, да ги направиш. Не е муабето дали ќе се прекрстиш или дали амин во коментар ќе напишеш негде на Facebook. Поентата е да живееш како што треба. И ако побараш прочка за нешто, поентата е да не го правиш понатаму. А не овие денешно време ќе си спокарат дечко и девојка, ќе си побарат прошка и ќе продолжат да ги прат истите работи. Додуше не знам и дали знаат да простуват искрено луѓето тука. Оти за да можеш да простиш искрено како што треба, прво треба можеш да си простиш себе си. Што е нешто што ретко кој може да го направи. Ретко кој сака да се види во гледало, да си ги види греоите сами и да си ги призна. Иако тоа е најослободувачкото нешто во веко што постои, ама нема врска. Кој како знаете терајте се, остајте ме што збор. И текот кој си простиш себе си, тогаш можеш да му простиш и на други. Арно, ама не бе бат. Кај нас знаеш како се простува? Исто како тие квотите што испомнав. Ке ти простам, ама ке ти го памтам, или ке ти простам, ама уште еднаш ако ми направиш простувањето. Идеме простено, ама ќе го спомнуваме и ќе ти го збораме на секое после. Значи ако ти простат нешто овде со здравје си го носиш бат. Има да ти се пеи песна цел век понатам. И небитно е дали е врзано со тоа, дали не е нешто се случува, нема врска бат. Во секоја даена прилика кај што нема како да ти се возврати, ќе види то проштевањето вратено на маса. Оп, ти текнува тогаш таму го ти простив. Со здравје си го носиш. Иако е такво простување, порно не простува. Сам најтешко на светот
Доброто е да живееш љут, ама поарно не простувај, то не е искрено простување. Се подразбира дека ако му простиш на некој и ако продолжува те лажи, дека не треба да имаш никаква комуникација со таква личност. И на крајот на денот не за џабе е речено. Ако ми излажиш еднаш, срам да ти. Ако ми излажиш два пати, срам да ми. Во смисла, ако дозволуваш на некој да те лажи по кепати, значи не е до него, значи до тебе. Значи прво ти треба себе си да си се видиш во гледало, да си простиш себе си. И после тоа па треба да му простиш, ама треба да исклучиш таква личност од животот. Оти има некои такви што се енергетски вампири од личности, што се пресрекни дур ти ја пијат енергијата, дур те искористува. За нив најголема казна во веко е да му простиш и да ги баталиш, да ги забораш. Ке се изеда. Значи нема ништо поке што ги годи на светот. Иако 99,9% народот мисли дека треба да се испокара и да му изнаречи за да знаат тие за нем што не бе брат, то ги рани да те гледат да се нервираш, да се јадиш по нив, да пати. Не бе бато, прости си себе си, прости му нив и чкртни ги од списокот. Нека уживат, ама нека уживат негде понатаму. Сам нормално во такви моменти не може тебе да ти биде лесно и ќе те боли така натаму, зависи што е муабет. Ама секој е лошо и зарно. Ако веќе ја познаваш личности, ако знаеш каква, тогаш нема што да те боли, брат, треба му верваш на змијата дека ќе биде змија, така. Треба знаеш дека лисицата ќе биде лисица. Не може да биде кученце сладко. А ако не ја познаваш личностот претходно, тоа значи си ја запознал во истинско светло. И пак треба да си среќен што си го видел, толку си го видел, ти си можел и подоцна да го доживиш. Кога работите би биле уште покомплицирани. И полека му влегвам па во длабокото, ама сам да кажам, и барањето прочка и давањето прочка треба да е искрен. И треба да се практикува, и тоа е единственото нешто што стварно духовно ќе те ослободи. Оти сите тие глупости простувам, ама не заборавам и не знам што, сето тоа носи напнатост. Држи нервоза во те, ти ја троши енергијата беспотребно. Тоа само кажува колку гнев имаш во себе и колку работи имаш за решавање. Или можда не, можда грешам. Тоа е мое гледиште, не мора значи дека сум во право така. Можда едноставно така имаш видено таа сликата. Господ простува, ама јас не. И си имаш речен шосторе јака реченица и Господ простува, јас не имаш клаено так да ме сега мафијашке вида. И то битва не може да знаеш. Ама тоа е брат, дец, расте ни во дигитална ера, во симулација да не речем. Ти збора за вистината има 20 лажни профили направени. И ти бара доверба и ичне од 20 места те след. Не знам што да, тешко на млади. Ние поминавме на редот, сега вие думајте му. Се исто така битен момент од прочка, од празникот е амкањето. Го правевме лани муавет. Ерно, ма за разлика од лани, кај што и немаше кој да амка, годинава имавме еден амка, Адамче, пресмешен беше. Татко му вака со конецот со јајцето, тој пробај одма. Нема мрдање бе ба. Се што збораш 2,5 ме, уште малце 3 месеци ќе направиме. Вака испрени, се гледа, се го интересира. И го виде јајцето и кефој. Па до година ќе видат 2 амкала и уште по некој од роднините, се собра новата генерација. Тоа е најбитно во живот. Се друго е гола вода. Кам чемуа бе. Најбитно е да има кој да амка, кој да ги продолжи традициите. Баба му надам годинава има дупли радости. Се пак ја речам, не знам дали треба кажам. Ма не може човек да стани чичко и да не каже, јас не знам како пратој младите дени. Ама добра, ај да не кажам. Нека проштева брато, многу сум возбуден. Многу радосен сум. Многу сум, од многа радосен. А исто така за прочка луѓето и се маскират. Имаме традиционални маскембали во Прилеп, во Струмица, ќе велев во Вевчани, ама заборев дека тие василичари беа. И уште појако од колеги музичари што ги имам од Грција, од Атина, од тој дел долу, видов сториња дека и тие исто се маскират на истиот ден. Сам нормално и таму има и православни, католици и така натаму, ама пак некако датумите обично му се различни од кајна. Освен прочка очигледно. Како и да е, и тоа е една убава традиција на која досега ако за чудо некој аз неам учествувано. Не знам зошто, веројатно стално имам премногу работа тој период, ама никогаш неам одено нити Прилеп, нити Струмица кога има маскем. Арно, здравие Боже, нека потпркни малио малце. Ќе смислиме нека фамилиарна маска и ќе моеме и таму и таму. Пошто како што велиме стално се помалце се негуваат нашите традиции, се поке се прифаќаат западњачките празници, култури, се е направено за пари, се е поврзано со бизнис фела. И затоа сакам да посветам по некој епизоди на нашите празници, да си го поддржиме тоа што е наше, да си го зачуваме и да си го негуваме. И мислам дека доста е за денес, толку од мене. Проштевајте уште еднаш и се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.